Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Катерина Илиевска-Силјановска, директорка на Театарот за деца и младинци. Илиевска, како е да се биде начело на една ваква институција? Да се биде актер, но да се биде и директор? Од исклучителен значај е да се биде дел од овој театар, дел од ова сцена, каде што главната публика е детска. Значи, како актер, како што кажав, знам добро што е тоа, веќе долги години, а како да кажам, директор на оваа установа, се соочуваш не само со такви убави, сладки проблеми, како да кажам, дали се децата мирни или не се мирни додека трае представата, туку се соочуваш и со многу други недостатоци, аномалии, кои што секако ги има секоја институција. И многу е по-комплексно и по-тешко да се биде на две функции одеднаш. Кога ќе се спомне театарот за деца и младинци, веднаш се помислува на театар кој има огромен успех на меѓународната сцена. Награди и признанија. Само во последниот месец освоивте дури 7 значајни меѓународни остварувања. Како ги објаснувате овие достигнувања? Најмногу од се е потребна насмевка и добро расположение и радост и желба да се случи тоа што треба да се случи. Со мојата енергија, со мојата желба не се фалам, не сакам да бидам нескромна, бидејќи не сум, ни случајно. Сакав да направиме нешто да се врати театарот на вистинската, на стара патека на која што бил. И веројатно препознав во режисерот Драгослав Тодоровиќ нешто весело, нешто што сака со најискрено да го направи за да се дополни, разубави театарот во неговиот репертоар. Значи, куклена представа ни требаше. Препознав дека е убаво да работи Драгослав Тодоровиќ тука и неговата колешка се разбира соработничка која ги направи исклучително убавите кукли на представата Тоби, со која што и се виде, евидентно е дека остваривме резултати добри, со тоа што добивме Гран При, а најважна награда при тоа, а тоа е најголемата награда на фестивалот, а најважната награда и најубавата за мене и за сите мои колеги, верувам, дека е наградата од детското жири. Детското жири ни даде награда за најдобра представа во целина. Непосредно пред да одиме за Црна Гора, за Подгорица, беше фестивалот Ристо Шишков во Струмица. Таму добивме наградата Нета за најдобра представа во целина, за еднаш свет изградив. Сепак и покрај меѓународните награди, покрај сите достигнувања што ги има театарот за деца и младинци, и натаму работите во повеќе од скромни услови. Ке се случи ли нешто? Ке се исполнат ли сите дадени ветувања театарот да работи во поблагопријатни услови? Во многу мал театар работиме. Сценава е навистина нешто 5 на 6 метри, нема висина доволно голема, нема чиги. Ние работиме, можеби сме единствениот театар во Македонија што работи без чиги, така што се труди, се снаоѓаме како да ги закачуваме завесите, сценографиите, кулисите и така натаму. Но таа борба некако добро ни оди со години. Значи 20 години, славевме 20 години од отварањето на овој простор. Сме во овој простор. Меѓутоа, кога првиот директор и иницијаторот на формирање на театар за деца и младенци Чадиковски во една прилика, кога го отворил овој театар, во една прилика рече ова е само привремено решение. И му благодариме на тогашниот министер за култура, тогашниот премиер и така натаму, што не го дале овој простор, секако, нормално, за да не се чувствуваш како номад, да имаш свое место, свое катче. Меѓутоа, тогаш бевме, јас не сум ни била на отварањето, јас сум дојдена година и пол подоцна, да речеме, како дел од овој колектив. Тогаш биле многу помалку. Тогаш биле вработени само дел од администрацијата официјално и почнале со 1-2 актери. Па потоа сме се зголемиле на 8 и долги години бевме 8 актери. Долги години. За сега да сме 16. Сега, кога му кажав во една прилика јас на директорот, првиот директор, може ли да се договориме да ни дојдете на прослава, па би сакале да иницираме идеја за нов простор. Тој мотивно ми одговори,
да, Кети, јас мислев дека треба нов простор, но ние сите можни успеси, награди и среќни моменти ги доживеавме во овој простор. И тоа е навистина така, од една страна, но од друга страна ни треба ширина. Имаме иницијатива и не само што мислам дека ни треба поголем простор, туку мислам и дека ќе успеам да го реализирам. Не јас. Но на моја идеја, на моја, како да кажам, иницијатива, на моје туркање на работите, ќе успееме да го реализираме сите заедно со помош на Министерството за култура и сите останати институции што се одговорни за тоа. Едно се наградите и признанијата, а сосема друго вреднувањето на трудот. И покрај многуте представи, и покрај многуте работа, сепак и вработените во овој театар го чекаат колективниот договор и новиот закон за култура. Очекувате ли и тука одредени поблагопријатни услови за работа, вреднување на трудот? Јас да не бев на оваа позиција, ќе бев дел од Синдикатот за културата сигурно, како што и бев, како што и се вклучив, се разбира. И апсолутно ќе поддржувам секаква иницијатива да се потпише тој колективен договор и да се некако да се вреднуваме според трудот, според категориите кои што сега моментално ги имаме само на хартија. Ние сме актери така. Тоа е одамна направено да сме во 4 категории плюс првенец. Кај нас од прилика конкретно во нашиот театар. И можеби уште во 1-2, не знам сега точно во кој, да не ги споменувам, знам дека албанскиот и турскиот исто така, од прилика како нас функционираат. Сите земаме, да речем, плата, основица, како една категорија, 4-та или 3-та, не знам сега. Играме, можеби, како колектив, најмногу од сите театри во Македонија. Во изминативе неколку години горлива тема во театарот за деца и младинци беше токму младинската сцена, која пак носи и награди. Кој е вашиот став во однос на младинската сцена? Минатата сезона не можевме да ги играме тие представи од реални причини. Немавме дел од колективот, како што реков, не замина во други театри и во други институции. Дел од луѓето кои што играат во таа младинска сцена. Па требаше да се обнови со нови актери. Не можеше да се склопат термините, имавме многу други представи што ги работевме паралелно. Некогаш не можеше ни режисерот да дојде на тие представи да ги обнови. Ете се случаја некои така, како да речем, не се погодија работите да може да се обноват тие представи во тој период минатата сезона, но сега сме начално договорени со професорот со една од тие представи ќе се обнови со нов актер. Пред вас е голем проект, мюзикл за деца. Докаде се подготовките за овој проект и кога да го очекуваме на сцена? Ова навистина ќе биде голем проект. Можам слободно да кажам дека имам трема за овој проект и малку блага доза на страв. Така што ќе видиме како ќе оди, но гледам дека режисерката има доста позитивна енергија во тој поглед, во тој контекст. Фазата која е завршена е реаранжирање на песничките кои што биле од маестро Александар Џамбазов, се направени во модерен стил, така современ, како да го наречам, со денешните музики. Демо снимки се направени исто така во студиото на Александар Митевски. Кога ќе се заврши фазата со избор конкретен на деца, тогаш ќе се започне со работа на сцена. Како актерка сте работеле со Манчевски, со Столе Попов, со Игор Иванов Изи, но сепак вас публиката од неодамна ќе ве памти по еден лик што го имавте во Исцелител на Ѓорче Ставрески, македонскиот кандидат за Оскар. Не ми се случило се уште да одиграм главна улога на филм, но јас сум убедена дека и тоа некогаш ќе ми се случи. Верувам, пошто многу го сакам. Ѓорче Ставрески, неговата екипа, ме избраа мене, препознаа дека јас треба да бидам тој лик, Сузе, една најобична секретарка во филмот, во една железница тамо, во македонски железници, да речеме. И јас се уште не мислам дека сум направила некоја значајна роља, но во филмот се зборува за името, за ликот Сузе. Се зборува целиот филм. Јас сум многу пријатно изненадена. Не знаете колку среќа имам во себе, колку среќа чувствувам за тоа. Како што чувствувам за наградите што ги добивме тука за Гран При, така и за тоа толку многу се радувам. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Гостин во емисијата беше Катерина Илиевска-Силјановска, директорка на Театарот за деца и младинци. До гледање.